Почитувани гледачи, добро вечер. Петок, 21 часот, вообичаено, подкаст Радар со Сотир Костов. Ке се дружим и вечерва, се надевам ке биде, поточно сигурен сум дека ќе биде интересно, затоа што има многу интересен гостин. Веднаш ќе го представам без многу уводи, Љупчо Цветановски. Новинар, колумнист, есеист, главен одговорен уредник на Курир, ако сгрешам, кажи ми, долгогодишен новинар на ТВ Алфа, авторска емисија ДЗИТ, што не е јасно, за или против. Ајде тука некаде да застанеме, моторџија. Од Мали Нози. Добро вечер. Добро вечер, Сотир. Чест ми е што моето прво гостување во каков и да е подкаст е кај тебе, бидејќи ти си ми еден од омилените гости. Многу години се дружиме. Кај мене и во Алфа си бил, и во Курир. Да. Значи тоа е веќе 10 години. Така што чест ми е што сефте правам кај тебе. Фејсбук има свој зид, ама и Љупчо Цветановски имаше свој зид. Хардкор, да. Како си, Љупчо? Добар. Одлично, супер петочно вака, доаѓа викенд, да. Сега ќе ставиме на мака сега, да видиш ти нам што ни правите кога доаѓаме, кога гостуваме. Сега јас сум домаќинот, ти си гостинот. Се шегувам. Вообичаено почнуваме со некои проблеми, со нешто горичи, проблеми и така натаму. Ајде вечера да почнеме со нешто убаво. Денеска прочитав една многу симпатична убава изјава, вели заедничка изјава на САД и Република Македонија, на Белата куќа во САД и на владата на Република Македонија постигна договор за реципрочна, соодветна, фер трговија, трговска размена, соработка, а тоа значи економска соработка меѓу Република САД и Република Македонија. Љупчо, ај ти не сме многу експерти во економијата, ама еве од кој аспект ќе те прашам. Вчера Филипче, почитуваниот лидер на СДСМ, изјави дека ние во само интервју, дека ние сме тотално изолирана држава, дека Мицкоски ќе го запамтило историјата како нај во негативна конотација, дека во пензија ќе го испратиле сега, што туку не го испратиле. Сега те молам, дали сме ние изолирана држава? Или пак оваа изјава со најмокната се уште политичка, па би рекол и економска сила во светот, кажува нешто друго. Повели. Ова е нешто за кое што СДС може само да сонува. Сите работи се, знаеш, јас бев на подпишувањето на стратешкиот договор 2008 меѓу Антонио Милошовски и Кондолиза Рајс. Значи ти си 7 години го работам веќе ова. Многу вода протече. Так. Една работа да те прашам јас тебе. Повели. Кога СДС погодиле нешто? Ретко кога. Зошто сега би било поинаку? Так. Ова се што е дел од една смешна, патетична, луцидна така малку кампања која што ја терат, а приказката, ајде, српски свет, руски свет, подпишуваме договор, едни од ретките кои што го прават тоа, секоја чест, нели? Ова значи многу за трговијата, значи и за стандардот на македонецот и нешто што СДС само го сонувале. Дури нивната подпредседателка Фани Сорос рече дека толку не знаат. Толку таа што не знаеше два-тројца од СРСМ кога дојде првиот пат, сега знае еден, пошто двајцата отишле, еден во Знам, другиот во Левица, но таа рече дека тие го подпишале стратешкиот договор. Замисли колку се тарабуки. Сега, ова што го кажува Филипче е само дел од она што веќе 2-3-4 месеца се терат, црна кампања која што нема благе везе со реалноста, да не се лажеме. Повторно ќе излезат, ќе најдат нешто, чекајте, ама тука срамота, еднаш да излезе да рече, браво дечки, а нема да го направат тоа, никогаш. Па добро, си ги знаеме. Ја ова вака го гледам. Пред да чујам таа вест, па во листањето на моите вестници, јас сум стара генерација, интернетот ми е под Б точка и тоа ми е минус, признавам, па читам вака. Туризмот ни се развил минатата година 6%. За Македонија тоа не е малку. А Филипче вели и сите околу него економски не дека стагнираме, назадуваме. Како бе сега ова туризмот ни се развил, а ние назадуваме и во контекст на ова трговска размена. Значи, еве ги првите показатели дека ние сепак полека се развиваме. Каков таков, иако не е каков таков од 6%, развој на туризмот. Реално
Јас и финансии сме скарани. Јас Но мислам без дека разлика. Парите се Као затрошени појава колку јас социолошка. од финансии, но факт е, значи емпириски. Излези на улица. Види ги луѓето, види го возниот парк, види каде се оди на одмор, види се што се случува, види колку зема еден келнер плата. Шанкер. Порано тоа беше научна фантастика да се зима. Сега, бидејќи да, има помалку работна сила, ке речат, се иселија и тоа е точно фер, но, значи, Македонија оди напред, ајде да не се лажеме. Мене тоа е не ми убаво. требаат економските показатели, не ги разбирам, јас сум професор по македонски, лектор меѓу другото и книжевност и се, и новинар, само 27 години. И многу малку. Малку поминав многу телевизии, за среќа јас си одев од секаде, никој не ме избрка, тоа ми е онака еден убав плюс, но значи јас гледам што се случува на улиците, ги знам моите познаници, знам како живееја, како живеев, како живееме сега. Значи, многу е поинака ситуацијата, далеку од тоа дека не треба да биде подобро, ама се подобрува. Тоа е факт сега, да не се лашеме. Така што сето тоа што го зборуваат повторно паѓа у вода и пак ќе кажам, никогаш ништо не погодиле, чуму сега би имало некој исклучок да направат. А се одиме на една друга тема, така актуелна е месец-два би рекла, ама и малку и вештачки актуелна е. Сега после постигнатиот договор со еден дел од синдикатите и владата, се најавуваат не само протестирање, туку и блокажа, 2-3 дена веќе се во тек тие блокажа. Јас велам по Кочански двојца без тројца, инаку 2-30 луѓе, каде е армијата синдикалци, не работници. Пошто ја малку правам дистинција меѓу работници, незадоволни со право ги поддржувам, и синдикалци, политизирани, не сите, ама војската, под наводници на овој Трендафилов, малку политизирана ми стои. Дава изјава на првиот ден на блокади и вели добро утро за сите, ама тоа не важи за партениците. Ти си човек близок до културата, еве лектор, македонист, ајте молам, кажи ми, како ти звучи ова култура има тука домашно воспитување? Види, сето тоа во ред, но една приказка се вика ССМ. Јас повторно ќе кажам, си гледам од себе и се сеќавам на татко ми, уште кога бев малечок, не ни разбира што е тоа да бидеш работник. Тој беше железарец, технолошки вишок, нели? И тој вака ми кажа, синдикалците вика, тоа се сеќавам, тој пред 30-40 години, најголемите неработници синко. Така и ми остана тоа. Жив и здрав да си е, нели, татко ми се уште си е жив и здрав, но тоа што ми го кажал и ја гледам дефинитивно има. Не би направил една генерализација. Има луѓе кои што тераат за работниците, има луѓе што тераат за партиите, да не се лажеме. Нема меморија на Златна рибка. 2002-та ССМ Муратовски беше оној што даде официјална поддршка на синдикат за партија на избори. Сачувај Боже, тој преседан. Па од тогаш почнаа работиве, политизирање на синдикатите. И зошто се оформи КСС? Па се оформи заради тоа што овие беа лепенка на СДСМ, зашто видоа работниците дека не бива така. Друга работа, 2018-та, ова е уште пострашно. Дадоа поддршка ССМ. Димовски, Бог да го прости, даде поддршка, сепак синдикатот цел, излезе одбрана Ајтов, даде поддршка за промена на името. Па како да им го простам јас тоа некогаш? Или работниците сега забораваат дека синдикат даде поддршка на референдум за промена на името. На никого нема да му простам што го направил. Тоа не на оние музичарите, не на оној режисерот, така наречен пред и по дождот и по парите и пред и по парите. Значи, не можам да им заборавам такво нешто. Сега, наједнаш кога некој е во криза повторно, а тоа се вика да сам паѓа вака, надоле одат, што прават? Повторно синдикалците излегуваат. Па зошто оние другите синдикалци од УПОС или од КСС и останатите, тие се будали, што земаат, нели, тоа што им го дава владата за тоа што бараш 100.000, ќе добиеш 10.000, така е, преговорите така се водат. Не се водат така, нели, јас поставувам ултиматум, толку и толку евра. Чекај, бе, дечко, полека малку. И така што ова сето е политизирано до безкрај и нема потреба да го коментираме дали културата на добар ден или добро утро, мислам, тој дефинитивно. Премногу е партизирана работа. Зашто сакам да го апострофирам, покажа суета, его, го пуштија на едно видео, ама он претходно ги навреди 120 пратеници, а бара од нив да се намалат платите драстично, не знам што на нив се наострил, на 120 луѓе, не знам зашто се наострил, 7-8 години функционери, 2-3 си
пред тоа си ја зголемија платата 78%, молчеше. И ја затоа, а вам узурпира кола на синдикат за приватни цели. Тука има некој бе лицемерие, дволичие, хомодуплекс и така натаму нешто. Да, факт е дека децата ги имаш и беа со заматени. Не, еве децата да ги оставиме настрана. Искрено, како и да е, не беше. Но кој го снимил сега служби, дај да не се лажеме, глупости. Знаете како бива тоа. Сите имаат телефон. Ама поентата е злоупотребување на службено возило. Она што следуваше потоа зборувањето за монструми и глупости, тоа веќе е дегутантно и очекувам жените пратенешки веќе го осудија тоа да продолжи натаму, вокабуларот не е соодветен. Повторно пак, знаеш, кога сакаш да преговараш со некого, треба да пројавиш добра волја, а не да действуваш како испостава на СДС. Факт е, да не се лажеме. Да. Нема никаква логика. Сите други синдикати се против тебе. Ти немаш репрезентативно членство многу пати и КСС вика, ајде да се преброиме. Постојано, нели го прават тоа што го прават, настрана зборуваме за човек кој што стана таму каде што е, откако Тренчевска 3 пати го одби, станува утре дента се потпишува оној колективен договор на кој што ракоплеска. Сега, ракоплеска со Ковачевски, тогаш се беше супер, а не беше, сега наеднаш не чини работава, затоа што не му чини на СДСМ и паѓа и да не се лажеме, оние 120.000 на изборите што беа локалните, па ќе ги сонуваат на следните парламентарни кога и да се, и Филипче што се јача, што кажува ќе има избори, премиерот вика нема шанси, тоа е како некој момент дека толку е уплашен дека ќе има, зашто знае дека ќе има избори. Ама и дали ќе бидат предвремени или не му значи ништо на него. Но ако бидат предвремени, тој е човекот кој што најмногу не би сакал да ги има. Затоа што два пати кога ќе трусне, оној шефот од Дубај, нема да му прости дури и тој мислам, некои викаат дека и покрај тоа би го оставил зашто нема други луѓе, па што е и факт кој ќе биде Јон Шмрчко. Ајде да не се лажем. Па натаму оди работа. Човек ќе си продолжи династијата Фрчко си. Зошто да не? Така втора генерација, се генерација што се интересира малку за некои недобри работи. Да им гобели образот, всушност може да им гобели само носот, ама и тој после брзо време ќе стане црвен. Халал да ти е за. Така оди работа. А го спомна пребројувањето, репрезентативноста. Вака, вие професионалните, нели, ја не сум професионален новинар, а се рачунам некој си новинар, а вие професионалните новинари пред сите нас знаете да насетите и да воочите нешто. Не чиниш дека ова 20 на 30 луѓе што излегува на протестите е само пребројување? Кај се луѓето? Ако е револтот толку голем, а еве на друга страна се постигнува договор со дел од синдикатите за јавниот сектор, дека ќе се зголеми платата, ваму друга матрица на навреди, на кобајаги блокирање, ова само пребројувањето некако успешно, неуспешно ти е тебе? Ме подсетува на една грда слика на шарената револуција која ти текнува. Кога не можеа да соберат по 15-20 билмези, шарена дееволуција. Зошто дееволуција? Затоа што државата направи 7 годишен протекторат, а од тие учесниците направи мајмуни. Тоа се вика дееволуција. И сега гледаме нешто слично, едва ќе соберат. Како може ако сме толкав синдикат, како што велат, нели? 21 човек е минимумот, тие имаа по 25, на двете блокади има вкупно 50 луѓе, преброја, видено. И сега што правиме? Тие имаш 4 надзаконски медиум. Со која Трендафилов знае добро. Илјадници се во прашање. Кај се тие луѓе? Настрана, што толку капулјачи гледам чадорчиња тие работи, што се кријат? Дека се од некоја партија, а претходно излегува Филипчи, дава максимална подршка. Да, сега, знаеш, мислам, треба да сме... Ајде више малку да... Ти знаеш, ја во теке една анализа за распадот на СДСМ, па еве некако го убеди влезе неговиот уредник да ме објавува. И јас се бавам, ама добронамерно се бавам со оно што му се случува и социолошки, и политолошки, и аналитички. Да те прашам нешто, кога новинарот, твојот колега, му постави прашање на Филипче, му вели, да, ама вика, вие одржавте конгрес на кој 1/3 од делегатите не дојде, а тој рече, не, тоа е елаборирана работа, изанализиравме, сите беа оправдано одсутни. Малку да ми даеш коментар на таа оправдана одсутност. 1/3 од делегатите да не ти дојдат и ти да се фалиш со тој конгрес, никаков документ не е донесено, никаква одговорност,
Сотир, Те Миле молам? Зечевич се појави само таму од старите СДСМовци. Знаеш, после 27 години работа сум шетал секаде и со секого зборам и по светот. Сум бил и со Бранко во Њу Јорк, сум бил како председател кога беше. Имаше таму и човечишта, имаше Илинка Митрева, балканска Интелектуалци активиста, која што имаше. не даваше да се каже збор против Македонија. Овие сега, мислам, ова е една така, не е трета подстава, 20-та подстава, која што реално, нели, што е останато. А вели дека што туку него испратиле Мицкоски во историја. Зошто не дојде, мене ми е победно прашањето Заев. Па рече дека пиша се да сама ќе бидат присутни тие меѓу нив. Тука она што сега ќе го поврземе со една држава која што нели многу, ако се запали целото тоа што го фатија, ќе бидат сите срекни во Македонија, Бугарија, Србија, Грција, Албанија и пошироко затоа што нели тоа ќе чади. Зошто тој не беше присутен на тој конгрес, кога човекот одбран од него, исто како што беше и Ковачевски, ова е веќе го немаше и Ковачевски. Октроиран, значи немаше никого. Пратеничката група мораше да биде затоа што е пратеничка група. Мислиш, не го виде ликот на Спасовски. Раководство пратеничка група. Има искричење. Не да има 26 табори, така што прашањето е непотребно. Значи Харагеито, 600 чуло на нинџата ми вели дека кога ќе ти дојде само Миле Зечевич, кој што знаеме што работи и како работи, а другите нема никој. Андреј Жерновски е од СДСМ. Ама те молам, немој. Ве мразнам сите. Он е назначен за меѓународен секретар на СДСМ и те молам, внимавај. Генералниот секретар што никој не му го знае името, значи не знам Богданка дали беше таму. Ова беше Резил. Човек, треба млада крв, ја мислам, и треба млада генерација, ама нешто. Па еве тука е шмачко се дружат со дрогите и со алкохолите, деца што се за пример млади, успешни доктори, специализанти, експерти. А зошто не сега да учат од ВМРО ДПМН? Па 7 години ВМРО ДПМН беше во Маки, си ја заврши дома работава во својата бавча, во својот дом, волтеровски да кажам. Да, има обуки се вика, знаеш ти подобро од мене. Значи луѓето ги зимаш и ги калапиш и ги образуваш и ги правиш да бидат тоа што се, не знам никогаш не било. Па и сега во новиот состав на извршени на централен добар дел 25% некаде од прилика математиката колку ме служи, се нови дечки. Повеќето ми биле гости со текот на годините, ги знам што се вели од малечки некој, така што така растат. Имат матрица, зашто не сека да научат? Ни треба нам се да сама сега. Многу добро може знам би поинаку мислиш. Седнам како зборуваат, што зборуваат, значи си има разлика. Не ги поценувам овие другите што беа, а сегашнава гарнитура е катастрофа. Ова е пред заминување, нели? Ајде да им посакаме се најдобро, па белки ќе се свестат, бидејќи рекол на конгресот, се пробудиле и ќе ја пробудуваат Македонија. Тешко ова ме како Македонија ќе ја пробудуваат? Не знам. Па они го ставија на НС, зошто не го употребуваат? Ајде нека бидат фер. Јас одамна велам дека треба да се прекрстат во СДССМ. Да. Нека не ми наклапуваат. Знаеш кога ќе им посакам нешто убаво? Кога ќе станат и ќе се извинат на целата оваа нација македонска, на државата, на сите граѓани и ќе речат извинете што ја направивме таа тешка глупост, не најдоа таму, не откопа, знаеш како бидна целата таа резил работа. Така што тоа го направат, можеби ќе им посакам да успеат како партија, инаку ова друго го гледаме сега како нешто што е нормално. Што мислеа дека така ќе помине сето тоа? Малку повеќе повозрасен од тебе, 90 година ми оставија без работа СКМ ПДП, таа варијанта, никој пат не сум бил нивни член. 2017 повторно доживев на 6 години отказ да ми дадат владата, онаа Нокива, Бартоломејска, кога 2700 луѓе бевме разрешени, ама ако тоа не е проблем, и отказ на некој ни дадоа. Ја им простувам, да се кажам христијански. Јас зашто тоа време татко ми стана технолошки вишок во Железара, а потоа и мајка ми 99-та во Пролетер. Двете фирми ги уништија. Значи знаеме како тераше транзиција, не може да им простам што детството го поминав како што го поминав, нели? И 99-та благодарение на таа констелација, нели, што беше, тогаш беше и ВМРО и СДСМ Љупчо, мислам, катастрофа, исто не виде најда не зборуваме, но јас така станав новинар, па немавме од каде. И морав, и имаше оглас во МТВ, и се пријави, имаше и конкурси и така натаму. Млад да заработуваш и да направиш име. Сега тука малку ќе одиме лично.
Нели, јас сум концептуалиста, брендолог, за мене на Запад, иако го критикувам Западот кога треба, се обучував за некои работи. Сега Од ќе службите? подсетам. Од службите? Не, брендолог, шегувам. не ми прави вакви работи, книги Малку, ти спремам, 3 години те лажам дека ќе ти ги дадам. Имам вечерва дел од ќе се твоите случи книги. тоа, Да. добро. Треба да видат гледачите да ги наредиш еднаш сите. Ќе направам Интересно. кај тебе, пошто другите ќе Па ми да, геламат. да, Има не еден знаат колега многу наш, работи, да. мој добар соработник кој малку мајтап играше со моите книги, ама не и си. И тоа е дозволено за обуките. И така натаму, и така натаму. Имав прилика, сега ќе ти кажам на што оцелам лично го, бидејќи личниот пример за мене е најбитен, да ти кажам. А не навредуваш никого, а се обидуваш некоја вредност да истакнеш. Сега ја малку ќе ти изненадам, не ти најавив пред емисијата, јас ќе зборувам за твојот македонизам, за твојот однос кон македонската кауза и ќе те подсетам. Ја бев 2019 година во Канада. Бев гостин на Илинден, друштвото на обидените македонци, ама бев гостин на прекрасни македонци. Леринци, кукурци, македонци од Ресенско, Битолско и така натаму. Убави десетина дена поминав на разни лерински вечери, на разни собири, во црквата најголемата во Торонто и така натаму. Пред одење, седиме, пиеме кафе и ми велат. А ја бев препорачен од Македонски манифест, да бидам искрен. Никоски и Клетников беа виновни што отидов таму. Промовирав книга меѓу другото и така натаму. И ми викат, Сотире, можеш да ни предложиш некој, вика, што ќе дојде овде да поразговараме и да зборуваме за проблемите на Македонија и македонизмот. И ја да скратам, ја напишав 5 имиња. Викам, повелете од мене, одлучите, ја не одлучувам, вие видите кога ќе па ме погледна, види и ми рекоа, што би рекол за... едно од 5 имиња беше твоето име. Што би рекол за Љупчо Становски? Викам, све најдобро. Колку знам, после известно време те повика и ти помина. Па ти за мене се уште си млад човек, да не речам младо дете. Релативно. Како се чувствуваш кога непознати луѓе ќе те препознаат на телевизорот, ќе те препознаат во етерот дека се залагаш за Македонија, за националните државните интереси и убавајќи си ја професијата, прави се вредностите македонски да ги ставиш на преден план, некој ќе го валоризира тоа и ќе те покани да дојдеш на гости, да се дружиш со напатените македонци, да дадиш од себе колку можеш да дадиш во тие разговори, искуство да смениш и така натаму. Како се чувствуваш? Сега ова е лично, знам, ама ќе ми простеш. Поучно е. Се топам. Да. Многу ми е убаво. Знаеш, 27 години работам, од кои што колку години веќе во Алфата сум 14. Сите тие работи, направивме многу работи, да. Поминавме многу маки заедно со тебе и со овој народ, нели? Не знам, прекрасно е чувството како да го опишеш, затоа што не е тоа, сега не е валоризација на трудот, зашто тоа не го работиш за тоа, но убав момент е. Од понудените најмлад беше, нема да кажем кои беа други прекрасни луѓе, Бев не таму, те фаворизирав, прекрасни луѓе, да. не те фаворизирав, те избра тебе. Да, тоа беше пред короната, значи поминав прекрасни луѓе, онака отворени души македонци. Ги поздравувам, нели, ако не гледаат сега. Сигурно не гледа. Ќе не гледа. Прекрасно беше исто во црквите, бевме во нивните клубови, се запознав со нив, со дел од нив одржуваме и контакти се уште. Дел ми беа и гости после тоа, правевме интервјуа таму и навистина благодарам. Знам дека си заслужен дел за тоа. Не, поентата ќе видиш може друга. ќе остане во Канада, зашто тоа беше пред короната, 10 дена после враќањето ги затворија границите на веќе. Тоа ќе беше лошо. Ја мислам немаше да ти беше лошо во Канада. Да. Сега ќе ти кажам што е поентата. Македонија си ја сакам. Не фалење ради фалење. Значи, ги виде како пулсираат нашите македонци, негде трета генерација, па дури и четврта. Иселеници и од деца бегалци многу ги има, што си отидоа, тоест беа нападени од Егејска Македонија. Сега за таа диаспора, Љупчо, СДСМ секој пат кога ќе дојде на власт, или ги брише, или не води сметка за нив, или не им дава гласање, или ги осудуваат, каде биле нивните пари, ги вложуваат, па им ги крадат. Тоа ги боли. Во нив не виделе начин да дојдат до пари, затоа не ги интересираат, а не ги интересираме ние што сме тука,
знае што ни правеа се. Не зборуваме само за промена на името, за уставот, преамбулата, за вадењето на асном, за двојазичност, значи промената на знамето, привременото, така наречено име, територијалната организација, што се не поминавме со тие дилајли. Ајде да не се лажеме. Срамота е ова што го прават. Срамота. Не заслужуваат ли тие луѓе малку посериозно законите политички, правни, економски, социјални да бидат присутни, да им создадеме атмосфера позитивна, едни да се вратат и да вложат и да допринесат за Македонија и да видат дека водиме сметка за нив. Веќе има такви прекрасни луѓе, македонци до коска што се вика, нели? Кои што би дале и даваат веќе, нели, дел од нив, но многу интересно, ти го виде моментот, сум ги видел и во Америка и каде не, шетајки со работава, не забораваат за Македонија и буквално душата би ја дале, плачат за она што се случи. Ја им признав, ми реков, особено на таа леринската вечер, рекам, Господа, извините, мои браќи и сестри, вие сте поголеми македонци од нас. Тогаш беше името сменување ова, ти реков, ми рече, погазена референдумска. А е така, и они со солзи на очите, и ја мислам тие луѓе заслужуваат од родината, од татковината подобар однос, а еве веќе го гледаме, полека ги привлекуваат. Добро, тоа беше една моја малку така да ти направам замка, што може би ти ќе ми се наљутиш, ама поентата беше ова за те препознале како младо момче за што се залагаш, а ними ми е болка тоа во срцето и во душата и те викнале без да те само немој македонче да речеш. Не. Тоа е демин. Не, ќе внимавам. Македончиште. Благодарам. Е така. Деновиве, ај одиме малку на безбедност, пак така, само колку да одбележиме, деновиве актуелна ќе биде овој викенд безбедносната, па и политичката конференција во Минхен, колку знам 65 лидери најавени, 100 министри за одбрана и за надворешни работи, и овој расталасан свет ќе се анализира и знаејќи дека ова е 6 годинична традиција, ќе се дават правците за понатамошно преструктурирање, прегрупирање и действување во иднината. Македонија направи стратешки договор со САД, со Велика Британија, со Маđарска, со Турција. Според тебе, дали сме доволно припремани да ја избегнеме наковалната ЕУ-САД, дали сме добро позиционирани стратешки, еве ги фактите, и дали од ова конференција ќе најдеме некој добробит да си го продолжиме нашиот пат кон ЕУ и да успееме да дојдеме на целта. Патот кон ЕУ е многу шкаклива тема. Бев на една Минхенска конференција со Иванов пред многу години. Значи имаш искуство лично. Да, мислам дека прашањето единствено од Минхенската конференција е какви шлаканици ќе добијат повторно европјаните, овој пат од Рубио, се сеќам лани JD Венс што им кажа, и се што кажа бидна така. Да. Ова е дел кога Европа и САД се делат, мислам дека прв пат во овие 30 на години го фативме возот како што треба, со она што го правиме во надворешната политика. Во ред е она што сме за Европската Унија и сето тоа, но нивната дволичност ја видовме многу пати. Видовме сега Украина 27 ќе влегла, така што навредливо е, премногу. Значи дадовме премногу. Не дадовме ние, Дилајли дадо и име на државата, затоа обедувајќи не дека ќе влеземе таму. Се сеќам, референдумското прашање беше дегутантно, грдо и денес тоа не треба да држи вода, значи треба сето тоа да се поништи. Зошто? Дали сте за промена на уставното име за влез во ЕУ и НАТО? Народот им одговори. Јуро, трла, бабалам, немаше нити С од она што го ставија, нити Македонија во тоа. Уставното име за како влез, глупости, како да условуваш. Значи, ние кажавме со тоа не за ЕУ и НАТО, што рековме не. И тоа не држи вода. Така што, нели, од таа конференција единствено може да се очекува какви пердови ќе летаат по говорот на Рубио. Ништо друго не ми е интересно, бидејќи гледаме што се случува. Мислам дека сме на вистинскиот пат. Потврда еве денешното договорот за реципрочна трговија.
Така што повеќе да зборуваме, ќе видиме со кои други земји е подпишано тоа, ќе видиме дали сме на вистинскиот пат, затоа што не можеш да бидеш за некого мајка, за некого ни маќа, нели? Она што го прават европјаните во ред. 30 години, не 21 само преговараме. Ајде да не се лажеме. Да ги споредиме работите. Неофицијално Албанија официјално била пред нас. Ајде да не се лажеме. Сали Бериша самиот кажа, ништо не исполнуваме. Црна Гора е 650.000 народ, преговараат од 2010-та, 11-та, 12-та, почна и Србија. Што имаат? Имаат уште, мислам, 4 кластера имаат затворено. Знаеш колку има? Продавање на пувки, 2 брзина, 3 брзина, 6 брзина. Ајде сега ние ќе бидеме дечињата, тие ќе бидат фреерите, на ништо не личи веќе ова. А 2008 ние се што исполнивме и само роди Грција и Франција не влеговме, Ветото, го надмудрија Буш. Јас бев на вести тогаш во Сител и објавив, грчка телевизија дојде Алфа нивна, Алфа не снимаше, јас објавувам, Буш објави дека 3 земји ќе влезаат во и така натаму и грците кои знае колку се смееле после тоа. Ме снимаа во студио, јас бев уредник тогаш на вестите. И тоа злоба, ја видов политичка злоба. Се смени. Тотална непринципиелност, така што ова што го правиме секоја чест, браво, да. Одиме прв пат после долго време го фативме вистинскиот воз во меѓународната политика. Не може она едноумие што нема друг избор, такви дефетистички глупости, она е македонското што да правиш, што ќе правиш, тоа е така ти било пишано, тикви варени со расол не било пишано. Ќе си го смениш, ти го правиш тоа што треба да го правиш. Ќе легнеш и ќе речеш така ми било пишано, како она гарнитура 7 години, она безработната што беше. Така, да, така е, така не било пишано, па кога ќе лежиш, така ти е пишано. Правиме нешто. После влечењето за уши неколку шамара политички од САД и од председателот нивни Трамп што доби ЕУ и овој договорот што пред некој ден недела или така беше склучен со Индија, нели ти се чини дека полека ЕУ како да се обидува да се врати на вистинскиот правец и стази и да направи некој баланс, бидејќи е дефакторизирана и маргинализирана. Сутри со кого ќе направи? Па нема лидери, ама еве обид. Со Мерц, па види ги нивните со Стармер, па тие имаат рейтинг 3%. Следните избори, тие се брада, тие се веќе нелегитимни председатели, анкетите се повеќе од јасни. Мерц падна на катастрофално ниво, никогаш неговата партија не била на тоа ниво. Стармер, лабористиве се тотално аут, жал, утре да се гласа, ќе бидат, значи, пасок работава, нели? Проблеми во Канада, во Австралија. Тука се Лепен, тука е АФД, тука се Најджел Фараш на Лепен. Што? Ја осудуваат. Тие водат Европа. Како може? Калас. Бе, сум бил јас во тие земјички, балтичките, кои што да се чудевме како отишле толку напред. Политичка зафрканција, тоа што не го направија на нас. Во исто време станавме независни, буквално, тие се оддели од Русија, ние од Југославија. Кај нив цвета мет и млеко. Зошто? Затоа што се СССР, односно екс-руски, нели, републики имаат стратешко значење и ги држат и Калас од една земја, таква земјичка, помала и од Македонија, кажува што ќе биде. Тие се како рогови во вреќа. Рогови во вреќа не можеш да ги како ќе се договорат за нешто. Нема шанси, не ова Америка. Америка се фиктивни тие. Тоа се територии, не се вистински држави што се 50. Федералната влада таму, тоа е тоа председател што ќе каже. Европа сите тераат во своја насока. Нема иднина во тоа. Искрено не гледам иднина, дури зборувајќи со меѓународни експерти на темата 20 години кои што предвидува американците во нивниот нели стратешки договор што беше за безбедноста. Да. Предвидувањата за 20 години дека ќе се распадне можеби и помалку. Не е ова дека ние леле не влегуваме, ние даваме повторно се од себе. Пука пошава. Она што го зборуваме најдобро е да си ја правиме ЕУ дома, не ЕУ како ЕУ, туку стандардите, она што ни фали ни треба. Почнавме, па види како се вози. Ау, можело, така. Системот функционира, а? Ама треба да се смени состојбата на умот, свеста на луѓето малку, да не фала, да даваат жмигавец, замисли, леле, жмигавец, да се даде научна фантастика. Тоа се шегувам постојано, кола во Македонија ќе ја познаеш по издижаната свирка и жмигавецот е нов. Од Македонија, не треба да има МК, мада повеќе ги оставаат. Во која држава имаш ти ЦХ и сите тие Д, значи сите ознаки од странските држави да стојат. Одма ќе ти ичкртат, одма ќе ти пишат казна, не па. Липчо, тоа е таа ойкофобија. Што го рече дека да се промени состојбата на умот, се малку позитивно ќе те насмеа, ме потсети на Гоце Делчев. Тој сите велиме онаа
Не, па затоа и ти кажувам. Сите велат она најпознатата негова Свето го саќам како Полена Кучоне. Со предавниците мене ме уште позната. Таа е за мене Другата третата. космополитската, А втората, ова знаеш ли нашата е која е? македонската, да. Ни треба револуција на умот, срцето и духот. И тоа да го Ти направиме како да го начна сами. тоа, Да. ама ја полека го гледам тоа. Одиме сега во вистинскиот правец, во вистинската насока, каде што на преден план оваа власт, овие лидери сега што се на власт, ги стават националните и државните интереси, а потоа се друго. За промена. Кажуваат не на оној кој треба, а е странски фактор. Така да малку ме подсети, ја гледам и гоцета го имаш на твоите гради. Мој А ова што го збореше ти дека, што јас се согласувам Имидж, дека лидерството е во осека, не во плима во ЕУ, денови знаеш што прочитав? Тоа е шпекулација, не знам дали е точно, се враќа Меркел на политичката сцена во Германија за председател. Па е, тоа е потврдена ова твоја. Значи, Меѓу другото немаат во избор, пензија, а се враќа. Сонуваат и плачат за тие времења кога имаше лидери како Меркел, нели? Да. Да не се враќаме наназад, Да. Конрад Аденауер и не знам што, значи германците особено, знаеш, смени таму многу работа, имам пријатели таму. Иначе ова е година на Конрад Аденауер, да знаеш. Да. А тој е реформатор. Да. Тој го направи джинот економски Германија, тој ја обнови и тој е првиот човек кој кажа дека треба обединување на народите, не само на државите, и после тука де Гол, Ама де тие го Гаспари, сватија малку лошо, Па и го и ги витопедија. донесоа мигрантите Така. и сега пријателов има баш германец дете, плаво и единствено белче е во оделение. Ќе рече некој космополитизмот и сите, луѓе сме сите, да, но ја утнаа работата. Тоталка ја утнаа работата. Така што си имаат проблеми кои што самите си ги наваса и сега ќе ги решаваат преку нас, преку овој, преку оној. Нели? Значи, дозволија на држави каде што нема вредности, европски, тоа се Бугарија, Грција, да водат политика за евроинтеграција. Ако тоа не навредува, тоа ги води на погрешен Тие пат. нам ќе не зборуваат за малцински права, па така. ние сме доктори на науки за нив, може вода да ни И да носат, знаеш. тоа со цистерни. И да знаеш. Во однос на грците, каде што не постои никој друг освен грк, бугарите ги Исто сменија, бугарите. и минјата ги иселија 80-ти, некоја ги иселија ромите и турците. Роми, турци, македонци. И што се случи? Она другото што нели, Уставот бил кармата таков. е кучка. Кармата што направи, влегува во ЕУ, сите бугари си отида и кој остана во Бугарија? Не знам. Па кога ќе дојде бугарин тука и ќе те А праша Страсбург што како се кажува? снаваждате со и ќе каже нели? Се снаваждаме, не се снаваждаме. Вие се снаваждате снаваждаме. затоа што нив не ги пуштате и Ела, граничарите има на европските граници дискреционо право да ги враќаат ромите Да, и турците затоа што не им се допаѓале според бојата на кожата и сега останаа во Бугарија и сега видеата сите што издегуваат од Бугарија Така. кажуваат тоа е, да. Ајде малку на домашна сцена и полека за крај. Ајде. Уште кога се правеше коалицијата владина сега, без малку 2 години што ги тера политичките, правните, економски, социјалните работи, го враќа социјалниот капитал, создава позитивна енергија, да се надеваме дека ќе биде подобро, гледаме дека тргнува подобро, ама ние гледаме тие што фактите ги анализираме и немаме розови наочари, некои други не го гледат тоа. Јас се кладев со еден мој колега аналитичар дека прв, утисјам, не, треба да гледаш и во иднина. Прв кој ќе препрета политички во оваа коалиција ќе биде Беса и Касами. Деновиве, почитуваниот премиер Христијан Мицкоски беше пак на еден начин приморан да кажува кој е премиер во владата, кој е најголем коалиционен партнер, по чија програма е составена програмата на владата во најголема мера и да кажува дека промените се очекуваат во април, мај, јуни и дека тој е единствениот како премиер што уставот и законите му даваат да менува или некако да не менува. Оваа болка на Касами во локалните избори ја видовме и сега ја видовме, знаеме што правеше со СДСМ и така натаму. Ти мириса ли тебе ова неубаво или не? Како го анализираш ова дзензикање политичко на Касами? Сотирова се тресеше гората се роди го ушес. А ке видат у коалиција нешто или членството им бега и дигаат джева. Тој ќе Ама се излезе од скача со влада. нивни човек, со албанец. Па добро, нека се А мало од друга партија. нивна работа. Значи,
моментот кога ќе покажат вистинско нешто да бидат омашишта, нека излезат од владата. Ајде да видиме. Глупости. Знаеш дека ова е така баш дневно политички за членството и толку. Баш се тресеше гората, се роди гушес. Мислам дека дефинитивно. Поважно можеби она што се случува, тоа е твој ресор, се вика СЕЈО. Да. Ајде. Да. Те изненади? Мене не ме изненади ова. Не ми изненади. Не, Лјупчо. Не. Па што очекуваш? Не се согласуваме. Ке те изненади да тоа обвинителство за организиран криминал да покрене истрага против знаеш кого, врхушката на СДС, каде што има избор прекрасен, оние 50 предмечиња да ги извадат од фиоките, да ги затресат од прашинката малку не. Ова е толку нормално, логично за онег на кој што братот на Али Ахмети му седеше врз глава и ќе рече, бе, ние сме Македонија. Македонија да те сретнам на улица и да се поздравиме, да ме слика, тоа е Македонија. Да седиме хихи хаха по дома, уживанција ја да ти седам врз глава, не е Македонија толку мала приказката. Така што не изненадува. Сето искрено, ова има прекрасна работа во себе, знаеш зошто? Има една работа која што се вика преродба во тоа закоравено, замумулено, затутулено, што викаше оној црпнатиот, нели? Правосудство, општо зборуваме и за обвинителството и за судството. Зошто? Имаш сега едни тројца мускетари. Пази. Имаш македонец, албанец и бошњакиња. Значи, тука се Хајрулахи, Јово Цветановски и Лела излегуваат, пази, многу убава приказка, ова има епска димензија. Излегуваат тројцата и викаат вакви сте, такви сте, онакви сте, се случуваше ова, она и тоа. Двајца од нив излегуваат од комодитетот на јавното обвинителство, кажа кај мене во емисија Хајрулахи колку земал плата и сега ќе си биде адвокат и се бори значи за секој ден, истото го прави и Лела. Јово е, нели, суспендиран веќе кој знае колку време. Излегуваат тројца мажишта, меѓу другото ќе ја наречам и Лела за тоа што е поголем маж од многу таму во јавното обвинителство, нели? Покажа онака дека така и како треба. Ова е момент на таа револуција. Знаеш, треба да ги стават сега на маичка нив тројцата, а не оние трите ѓаволици коконите што беа од светици се немај. Сачувај Боже, она рекетарката, она што се шминка и знаеме што правиш и со кога, ајде да не зборуваме, и она што сакам кажам, не знам, речам и обратно, нели, плавушата, мислам, ај сега да не зборуваме, така. И сега тие се бунат, знаевме се, сите знаевме што се случуваше во СЈО, чија испостава беше, зошто беа направени, тие се дел од приказката за промена на името, тачка. Не требало да го прифати владата на ВМРО. Тикви варени, се сеќаваш, Бели, Гарети, компанија на кого му стоја врз глава, тоа не беше решение на никого. Мора тогаш да го прифатат, за жал, и видовме што излезе од тоа мртвороденче правосудно уште од самиот почеток. Излегува и сега не биле виновни за 4,6 милиони, не знам ова, па се јавуваат, сите со тужби се најавуваат. Во однос на овие тројца што ги спомнав, меѓу нив и работеле со нив и за нив како Лела, па нели си излегува самата од таму, овие двајцава зошто се суспендирани, едниот што излезе, другиот остана суспендиран, заради СЈО, овие треба да бидат пример. Сериозно, пример за секој македонец, настрана што се од различни вери и националности, тројца кои што покажаа, бре, ајде да не речеме кохонес, така? Да. Покажаа дека, значи, ќе ја жртвуваме личната, нели, комоција, се, и ќе излеземе и ќе кажеме тоа што треба да го кажеме. Да бидам искрен. Прекрасен пример. Намерно Од не секој сакав зло ова добро прашање да го наметнам, ама кога веќе ти го актуализираш, јас сум многу лично револтиран од кога чув одлуката дека пред 6-7 месеци, негде јуни, јули, август, ова било направено, значи Коцевски тоа ни го наместил. Да. Се молчи, фелата молчела и фелата е понижена до крајни граници. 6 месеци го криеле. Не, тоа го криеле, ама сега не реагираат. Да. Морам да ти кажам дека е тоа пораз за сите нас. Се согласил ти, не се согласил. Викендов, еве сега ти ме предизвика, Викендов и јас, еден поранешен обвинител, судија, адвокат, кој многу подобро ги знае од мене, еден поранешен судија, седнуваме, се договараме, гледаме докаде ни се истражувањата што ги водевме Струмица, Штип, Скопје, состојби во обвинителства, судови на основно ниво и на висше ниво, и тргнуваме во акција да додатно разобличеме што значи
СЈО-овци кои зеле 4,6 милиони евра, не ги вратиле, ги зеле спротивно на уставот и на законот, констатирал еден државен обвинител, еден председател дека е така, тоа е Јовевски и Пендаровски, јавноста не го одобрува тоа, државниот ревизор констатирал во извештај, предметот преку ноќ од више обвинителство е префрлено кај овоја бази во ГОК и е одлучено повторно да се отфрли. Најавувам, ова не е закана, ова е само предубедување професионално на еден пензионер од Фелата, најавувам акција на разобличување на сите блювотини и незаконски работи што ги направија во СЈО, ќе ги објавуваме и користам прилика, без разлика што е веде обвинителката, да проговори, да излезе во јавноста и да каже како можело тајно да се одлучи, да не се објави и да ги каже, да ги објави доказите кои се маргинализирани, тргнати, не се земени во предвид, а врз база на кои наводно докани е донесена таква одлука. 1% има довербата обвинителството, забораваат луѓето, 2% беше суството, обвинителството имаше 1. Ако ставиш маргина на грешка 3 до 4, тогаш може да оди до -3 довербата, а причина за тоа се знаеме кои ликови, оние трите што ги спомнавме, 1/4 исто што се појавува на буквата Б. Меѓу другото има и една кацарска каде што кумот страшно е гутнал името Добрила. Сачувај Боже, лошила можеби. Тука се и Вилма и останатите и Лиле и компанија, но тие се оние ругво на правосудството со кои што мора да се справиме. Меѓу другото како и со оние политичарите, што морам да им честитам тогаш на американците и на европјаните, зборувам за тогашните тие неолиберални чеда не божи, не може да бидат божи, кои што го направија фантастичен кастинг. Вечерот си расположен. Направија фантастичен кастинг за да ги најдат оние што ги најдоа. Значи еден куп на такви луѓе со подпросечно нешто и надпросечна амбиција. Подпросечни ликови со надпросечна амбиција да бидат тоа што се Данинг-Кругеров ефект, се вика прецена на сопствениот интелектуален капацитет и ојкофоби сполни со само презир, со автошовинизам, значи презир кон се што е македонско и возлюбено се што е странско, како ги најдоа така искалапени, сите со IQ 34 и ги наредија и го направија тоа што го направија. И во правосудството, и во државата, мора да ги средиме тие работи. Тоа тепихот ги бутавме работиве, нели, расте, но полека почнуваат да излегуваат работи. Тоа со марихуаната не е шега, ќе оди натаму, ќе оди до каде, нели, зборувавме октоподот, нели, приказката, и октоподот ако рибата смрди од главата, не како што вели оној црпнатиот од опашката, тогаш и октоподот смрди од главата. Ќе се дојде, претпоставувам, полека и тргнато е кон тоа и мора да расчистиме со овие црни петна. Што ќе правиме, како ќе правиме држава? За медицински канабис се сконцентрирани на две општини, Ново село и Струмица. Так. А од таму кој потекнуваше? Нешто со црпнување, со муртино имаше? Ниво имаше. Так. Зоран Заев. Така, не знам. Да. Не, ова е многу сериозна работа, ова е пораз на обвинителството. Ова е победа, прифатил, не прифатил на сите од СЈО, минус Лејла и колешката што беа разрешени уште на почетокот, бидејќи не биле тимски играчи, замисли. А ова Лејла не ми стое дека не е тимски играч или дека не ја познава јавно обвинителската функција. Факултета, магистратура. Ова не го знам. Не го знам. Лјупчо, пред да дадам микрофон за завршна изјава кај нас, како се вака да ми објасниш? 27 години новинар, те знаат сите. Македонистите препознале дури во Канада. А не знаат дека си на еден вид лектор, имаш некоја диплома, нешто, лекторираш. Ја го знам тоа. Државен испит. Така, државен испит имаш. Ама јас сега ќе да чашнам на крајот за моторџија. Љубовта кон моторите. Од кога, од каде ти датира и кој е тоа чувство? Дали е тоа љубов, хоби, страст? Ево, тие три работи. Бидејќи ние сме малку поинаков подкаст, веќе се фала многу, ама и гостино сакаме од сите страни да го согледаме и да видиме пример да дадеме за другите. Значи, успешен новинар, македонист, а ваму со мотор, како е? Возиме викенд само секој ден, правиме некои тури или така натаму?
долги години, 21 година имам возачка А категорија, се шегувам. Љубовта имаше од секогаш, имаше еден проблем да се реализира, се викаше пари, Сотир. Тоаш Томос Автоматик беше да го сонуваш. И мојата пријателка Бети Стаменковска на градоначалничката на Кисела вода сегашна, имаше Томос Автоматик. Да. И сите и завидувавме. Сега ти кажувам, значи тоа беше како да имаш не знам што. Прво Ја поканам во емисија, ќе ја потсетам на ова. Да, и да беше и си го возеше супер, Бети, колку и да кажеш, ама сериозно возеше мотор. Таа љубов почна да се реализира откако ќе пркнеш малку и откако излегов од МТВ, каде што ми должи само 15 плати. Хонорарец бев и само 15 плати, да. Прекрасно место, јас си го сакам МТВ и ден денес, но дојде Стошич, Бог да прости, и направи тоа што направи во МТВ и си заминав за тоа што после 15 плати должење за 4 години и нешто сериозно. Не е тоа да ти должат 15 постојано, ама месец има, месец нема. И заминав тогаш во кратко кусо беше во МТМ, зашто излегов така главом без обзира што викаат северни вени соседи на насила северизираната ни татковина и нешто така капна паричка 15.000 плата и си купив мотор. На 125К Сузуки, генерација ми беше 77 година. Да. Прекрасна машинче онак. И така почна потоа еден друг, веќе имам сменето така десетина скоро. Но така сега сум на Сузуки Интрудер 1500 нели кубика, бев и со нокните волци и се прекрасни луѓе, вожњи и сето тоа. Моторџиството е стил на живот, не е... Во мојата книга пишувам ја де биха кога ги објаснувам брендовите. Харли Девидсон. Значи, тоа е посебен свет, посебен стил на живот и затоа те прашувам. Да, тоа е MC културата. Па да, јас сум срцето рокер за секој. Непоправлив рокер и затоа те прашувам. Значи, тоа е сепак посебен начин на живот. Цели клубови се тоа ни светот. Општо гледано не мора да си во клуб или не, но нели или го имаш тоа чувство или не. Ја имав тешка сообраќајка 2011-та, 2 дена пред свадба. Да се жив и здрав, 101 година и назад. Со мотор ме удри едно момче 23 годишно со скоро 2 промили алкохол, помина на црвено. Бев 2 недели на неврохирургија и после тоа правев и некои операции, но тоа не ме отргна од тоа. Значи знаеш што направив? Покупив поголем мотор. Тогаш требаше да правам операцијата и условот беше ако преживеам ќе си купам поголем. Веќе бевме со супругата нели заедно. И си купив и 20 дена после операцијата на 9 јануари си бев до Куманово со пријател еден на Каракамишева сопруга Тино. И си го вратив со возење на 9 јануари. Зашто оперирав главата, ништо не чувствуваш, нели? Така. Ке рече некој било ненормален. Ова било и да не се повтори, а ти да внимаваш, а да си продолжиш со љубовта и со страста, бидејќи ја се плашам мотор да возам, ама од секој пат сум сакал мотор убав, онај со ја. Никогаш не е досна. Не знам дали токму Тино ми е пример за тоа, тој релативно на подосни години седна, помина светот, помина 50 пати повеќе од ја што сум возел, така што никогаш не е досна. Ако имаш желба, нели? Она што нема да ти убие баш кога те прави посилен и можно е нешто да изненадам, иако еден од синовите е така по моторите, па можно е со него нешто да направам. Не знам, ја на керките не би им дал ќе размислам, ама за себе зборам. Грижлив родител, ме радува вака што размислуваш, ме радува. Да не повторувам, покрај информативен подкаст, ние сме и образовен подкаст. Сега ќе го видиш тоа и на крајот. Ама те молам за крај. Ек ти изненадам. Ќе ми дадеш пари. Врска. Се шегу. Да. Нема врска што не си политичар, ама ти си нешто повеќе од политиката. Новинар кој дава вести, кој информира, кој се тружи реалноста да даде на пучанството, на публиката. За крај, имаш ли нешто на македонските граѓани не политички, ван од политиката, за реалноста, за животот, за надежта, за иднината да им порачаш? Кратко. Тешко е ова навистина. Да знам, ама сега, тако сум ја изненадувам се, што да ти правам? Да си ја сакаат држава, знаеш за промена, да седнат луѓето и да прочитаат.
за Македонија. Значи збор не мора не додат во далечното минато. Еве последниве 1 век нека видат и малку повеќе и нека видат какви мажишта и жени има. Значи луѓе кои што мај што биле убави замисли, туку школувани и пукале се, тепале се, бореле, такви нема светот. Имаме ние, а не си ги цениме, така што баш што би им посакал да прочитаат кој сме што сме. Многу би сакал да знам. Право, изненади, пријатно да кажам, не коментирам, тука негде завршуваме. Јас многу ти благодарам што не беше лесно да те обезбедам. Морам да кажам. Тежок сум за обезбедување. Почитувано пучанство. Драго ми е што во прв подкаст кој не е твој гостуваш. И уште еднаш благодарам. Не знам што сум ти дал од книгите, ама е на проширено пакетче сега ти припремам. А ако сум ти дал, ќе даеш на некој друг колега. Вселена на брендови. Повели. Благодарам. Тоа ми е амбасадорчето на 5-те. Да. Готова даја на некој друг. Таа и не е подпишена, бејќи нема кај се подпише. Одлична е, да. Хартијата е многу квалитетна и не примава. Брендинг, толковник за брендинг, адвертайзинг, паблик релейшн, бидејќи си ти лектор, бидејќи ти не исправаш, знаеш кога недобро се изразуваме пред или по емисијата. Треба да лекторирам. И те прифаќаме. Не. Да видиш што сум направил ја пред 13 години, кога се фатив за брендингот, да го работам, кој видов дека појма немам од некои изрази, прво направив толковник, бидејќи ја не ги знаев работиве. Ово е, фалбата настрана, е единствен ваков толковник, има еден за адвертайзинг, ама на Мекен Ериксон представничот овде, ама мојот е и за брендинг и за паблик релейшн. Кога ќе имаш време, дзир не види, некои овие изрази што ги употребуваме ние брендолозите, не е дека се фалиме, трториме. Колекцијата од тебе бидејќи Не, и да ми најдеш некоја грешка, ти си лектор, те бива да изнедеш. Знаеш дека не сум скап, Да. Ова е основната книга, бренд концепти, ја најдов некако од последните мохиканци е. И ако не сум ти ја дал со кеф и ти ја подпишав овде, на мојот пријател соработник Липчо Цветановски со почит, а ако пред некои години сум ти ја дал, исто давај на некој друг, бидејќи ти мене ми стоеш концептуален новинар, чекор напред од некои други, знаеш да поставиш остро, да удри во срце, во глава, во рацио некоја тема, а овде ќе видиш дека јас се залагам за концептуално действување општествено-политичко и секакво, па со чест ја давам и ова книга. Благодарам, ми правиш голема чест. Па, книгите се за да се читаат, да се даваат на други и да влечиме поуки. Јас така растев во мојот живот. Некои не се согласуваат мои колеги во новинарството, сега јас се закачам со мој колега, ама јас си продолжувам така да ти кажем и на оваа животна доба од 69 години. Уште еднаш многу благодарам. Ќе се сретниме тамо некаде во тоа алфата или ова па тогаш ти ќе маваш, ти ќе удираш. Да имам за враќање. Под наводници да имаш за враќање. И не знам, и по четврти пат ти благодарам. Штуени гледачи, ова беше подкаст Радар. Мојот гостин Лјупчо Цветановски. Си направивме еден слободен убав муабет. Нешто економија, нешто политика, нешто безбедност, нешто правосудство, нешто лични примери и едноставно се трудевме да ви пренесеме вредности, животни и работни. И јас ви благодарам доколку не гледате, се гледаме следната недела. Довидување. Ми беше чест. Исто и мене.